Радио Дебата на 91 МГц, добре дојдовте во ова најново издание на Радио Дебата. Универзитетското радио секој вторник и недела дебатираме на оваа фреквенција на Угада FM од 19 часот на различни теми. Веројатно веќе го знаете концептот на Радио Дебата. Дебатираме студенти против авторитети, против професори, против експерти од одредена област и денеска ќе имаме многу интересна тема која што верувам дека ќе го привлече вашето внимание, а темата, односно тезата на која што дебатираме е високото образование не е предуслов за успешна кариера. Образованието секогаш е клучно за пренос на знаењето во едно општество. Високото образование е некое скалило повисоко во процесот на стекнување на знаење. Дали е подобро да имате образование или да градите кариера за времето додека студирате, секогаш е тема на дебата и секогаш е интересна тема на дебата. Оние кои тврдат дека не ви е потребно високо образование за да имате успешна кариера, секогаш ги споменуваат примерите на Бил Гейтс, Стив Джобс и останатите кои што имаат исклучително успешни кариери, а се без високо образование. Формалното образование од друга страна пак за оние што го тврдат спортивното е предуслов за подобра стартна позиција и дека многу истражувања покажуваат дека оние кои што се со високо образование подобро и побрзо напредуваат во својата кариера. Додека пак има и истражувања кои индицираат на тоа дека оние со 4-годишно искуство добиваат полесно работа отколку оние со 4-годишно образование. Како и да е, ова е тема многу дебатлива и многу интересна за дебата и се надевам дека ќе го предизвика вашето внимание. Денеска мои гости овде во студиото се во тимот на афирмативците Иван Кантарџиски и Маријана Ангелова, кои што се студенти, и во тимот на негативците магистер Боријан Ѓоргиев и Душан Миланов, кои што ни доаѓаат од Центарот за кариера при Универзитетот Гоце Делчев, луѓе кои што на некој начин се занимаваат со оваа проблематика, со кариерата, градењето на кариерата, насочувањето на студентите кон одредена кариера, праксата на студентите и така натаму. Верувам дека ќе биде оваа интересна дебата. На самиот старт ќе ви кажам правилата. Имате право на по 5 минути од тимот, од секој тим, секој говорник има по право на 5 минути говор. И од спортивниот тим имате право на реплика за време на говорењето на излагањето на луѓето од спортивниот тим нормално. Верувам дека ќе биде интересна дебата. Добре дојдовте во студиото на Универзитетското радио. Прв збор ќе му дадам на тимот на афирмативците и тоа на Иван Кантарџиски. Иван, повели со твоите 5 минути. Фала многу. Како студенти е интересно да разговараме за оваа тема, бидејќи малку контрадикторно за луѓе кои студираат да велат дека всушност не е нужно да имаат високо образование за кариера, но еве ќе се обидам во 3 точки на кои размислувавме зошто ова би било така од прилика. Прва точка која оди, ајде да речеме наш прилог или која е интересна да се размислува за оваа тема е онлайн образованието, односно сите сајтови како Coursera, EDX, Khan Academy и ред други кои нудат еден куп бесплатни курсови од најдобрите универзитети од светот, за која не е потребно да се плати за да се учествува во тие, а сепак добивате материјали и различни лекции од професорите кои предаваат на тие универзитети со цел да се стекнете со знаење. Зошто онлайн образованието е важно за ова, бидејќи сметаме дека тој вид на неформално образование или образование на своја иницијатива може да биде пофлексибилно за личноста која би се решила на овој потек, односно да се лиши од високо формално образование со цел да ги искористи тие неколку години да се креира пофлексибилна програма која ќе одговара точно на нејзината кариера, бидејќи ако генерализираме луѓе кои би се лишили од високо образование со однапред одредена цел да создадат кариера, јас би претпоставил дека тие луѓе веќе имаат сериозно зацртана линија во која што сакаат да се движат, односно што би сакале да прават. Секако дека е многу тешко да креирате кариера, пример во НАСА, ако немате високо образование, но би можеле да креирате кариера на неколку други места и во многу други сфери, како на пример, не знам, онлайн бизниси, кодирање, некои други професии кои не бараат толку стручно образование или евентуално креирате свој бизнис, бидејќи многу од бизнисмените кои ги спомна Игор, всушност креирале своји цели компании со цел, имале своја визија, креирале компании и биле успешни во тоа без тоа високо образование или таа диплома од Харвард, Принстон, Беркли и така натаму и така натаму.
Втора точка која се надоврзува на онлайн образованието и зошто онлайн образованието всушност сега е фактор, е толку популарно, е инфлацијата на академското образование, како не сакам да го употребам овој термин, но како задолжителна задолжителна работа да ја имате во своето CV со цел да креирате кариера. Зошто го велам ова, бидејќи сметаме дека низ последните децении на развојот на образованието доаѓаме до точка каде што протокот на информации ги надминува веќе потребите на високото образование, односно го наметнува ова прашање, дали е всушност клучно да имате високо образование за да бидете успешни, крајно успешни, на вробот на вашата професија. Како што кажав, мора да размислуваме за која професија разговараме, бидејќи некои професии се исклучуваат од стартот од оваа дебата, бидејќи не е логично да дискутираме за нив. Ама академијата, односно фокусирањето во академски цели, може да биде сосема контрадикторна за вашата кариера, бидејќи не мора да ве подготви во најдобар начин со цел да бидете добар во тоа што го работите. Трета точка, сакавме да укажеме на фактот дека луѓето кои би се откажале од високото образование покажуваат веќе однапред покажуваат одреден степен на решителност и на самоувереност која може далеку подобро да придонесе во нивниот понатамошен успех, што кажува дека се личности кои превземаат ризик, а подоцна овие личности што превземаат ризик може да бидат успешни со тоа што го работат, доколку го работат правилно, дека тоа правило не е, но дека може да укажува во тој факт дека вие жртвувате 4 години со цел да бидете добри во тоа што го работите, наместо да студирате за тоа што ќе го работите, па да го работите, укажува дека вие имате различен план од сите други, а тоа може да биде и пренат во овој случај, бидејќи не тргате од иста стартна точка, туку имате друга стартна позиција, односно може да употребите 4 години да се насочите во таа сфера во која што ќе работите. Пример, ако сакате да основате, не знам, ајде ќе кажем пример, такси бизнес, може буквално да почнете во 4 години од нула да работите во такси бизнесот, да сватите како работи вашата конкуренција и по 4 години да основате ваша компанија со се што сте научили, да бидете свој предприемач, или може да станете било што успешен во тоа што ќе работите, со тоа што опортунитетниот трошок кој го добивате сега во ваша корист во однос на тоа дека нема да идете на факултет, тој трошок, тој изгубено време сега го употребувате со цел да се подобрите во тоа што го работите. 4 години не се мала работа, 3-4 години не се мала работа во секој случај за било кој студент, особено ако, како што кажа претходно, знае што сака да работи. Исто така универзитетското, односно високото образование некој пат служи како диверзија на студентите кои не знаат што сака да работат, но подоцна создаваат одлични кариери, што значи дека вие со високото образование може да купите време, но ако сте решени и спремни да го сторите тоа напред, може би значи дека нема да биде предуслов вашето високо образование за да бидете добри во тоа. Дека имаме позитивни и негативни примери, за тоа може да дискутираме до бесконечност, бидејќи секако дека има. Најпознатите милиардери имаат тенденција да сватат дека тие Ivy League универзитети не се сходни за нивните потреби, односно не ги исполнуваат нивните потреби, па се откажуваат некаде во нивното студирање со цел да основат бизнис. Дали може да заклучиме, како што кажав, дека ова правило? Сметам дека не, сметам дека може да укажеме на фактот дека сепак студентите, младите луѓе кои се решаваат да се лишат од високо образование, сепак може да основат високи кариери. За сите луѓе кои го сториле тоа однапред, би сакал да кажем дека не треба да се обесхрабруваат бидејќи го сториле тоа, доколку знаат во што да се насочат, може да направат одлична кариера. Така ти благодарам, со оглед на тоа дека малку и го прекорачи времето, имате 5 минути за своите излагања, јас ќе ве потсетувам за времето. И му дозволив на Иван затоа што може би ајде прв говорник па да ги направи овие воведи, ќе ве замолам за да се држите до времето. Спомна некои интересни аргументи дека некои професии се исклучени од оваа теза затоа што за некои професии е нужно да имате високо образование за да се стегнете со потребните компетенции, но има за тоа дека високото образование, спомна Иван, дека не мора секојаш да значи дека ќе ве подготви во најдобар начин, во најдобра смисла. Самите луѓе кои што не го завршуваат, а
се нафаќаат на бизнис, веројатно се риск-тейкери, луѓе кои што прифаќаат ризик, па можат понатаму во животот и подобро да се снајдат според логиката на еден од тимот на афирмативците, односно Иван Кантарџиски. Да ги слушнеме негативците, односно оние кои што сметаат дека високото образование е предуслов за успешна кариера. Боријан Ѓоргиев, кој што е магистар по економски науки, е дел од Центарот за кариера на Универзитетот Гоце Делчев. Боријан, повели со твоите 5 минути. Значи, видите, вака, одлична тема за разговор. Мислам дека јас и мојот колега Душан Миланов нема да имаме ригиден став околу ова прашање, значи дали образованието е пресудно или не пресудно. Има доста примери, позитивни примери од едната и од другата страна. Но пред се, значи, сакам да дефинираме што значи кариера и што значи предуслов за градење на кариера. Секаде каде што ќе побарате во сите речници во светот, значи може да го спомнам речникот на Оксфорд, исто така како е дефинирано на Википедија кариерата и така натаму, може да се каже дека тоа представува, значи кариерата представува еден изминат пат, искуство на одредена индивидуа, личност во образовниот процес и во онај дел на работата после завршувањето на студиите. Во однос на ова можам да кажам дека во потесна смисла на зборот, може да кажам, или на оваа дискусија, може да кажам дека терминот кариера опишува одредена професија, која е во тесна врска со одредено формално образование или насочени специјални обуки за истата работа. Така да сега може да кажем една реплика во однос на тоа што Иван го изложи за онлайн образованието и инфлацијата на академското образование. Онлайн образованието, како што се веб страните што нудат онлайн образование, како што е Курсера или Академикърт или така натаму, кои ги препорачувам на сите студенти или оние заинтересирани за зголемување на нивното знаење, се одличен извор на знаење кое може да го стекнат таму, значи може да посетат различни предавања од Йейл, Харвард, тоест цели семестри, но сепак мислам дека тоа останува на она неформалното образование, затоа што еден студент, да речеме, или една личност, индивидуа, која ќе гледа од овој аспект, значи надвор од универзитетот, која ќе гледа едно такво предавање, не ги следи вежбите и не е во таа средина каде што се наоѓаат оние студенти кои го следат тоа предавање на Йейл, немаат истите асистенти, немаат достап до сите материјали кои се предвидени за полагање на овие испити и следење на целата настава. Така да онлайн образованието е одлично, но не представува вистинско формално образование. Тоест, тоа истото не може да биде верифицирано и не е верифицирано како што е во случај со формалното образование или високото образование, каде што се добива диплома и таа диплома представува доказ или верификација дека тој студент и таа индивидуа потрошил 4 или 3 години во студии, изучување аналитички на потребната на таа комплексна материја во која област ја изучува. Така да ово само образованието не може да го кажеме да го сврстиме во високо образование, тоа е само некаков додаток. За инфлацијата на образованието што спомна Иван, инфлацијата на образованието го има и се повеќе го има во светот, но мислам дека тоа е инфлација на образованието во однос на степенот на образование што го добива еден студент. Значи се повеќе гледаме дека во светот постојат оние луѓе кои имаат веќе завршена магистратура, на пазарот на трудот има се повеќе магистри, исто како во економијата. Што повеќе нудиме еден производ на пазарот, тоа повеќе му се намалува цената, тоа ја губи вредноста. Но тоа е веќе во степенот на образование, но сепак тие студенти, истите студенти имаат верифицирано диплома дека изучили и поминале некој материјал, што кажува дека тие биле посветени, ја знаат суштината на проблемите на кои се посветили или определили кариера во таа област. Исто така сакам да кажам, значи во однос на кариерата. Во однос на кариерата, да, како што Иван спомна, има видови на кариера, можеби не може да бидеш со формално образование, може да станеш и предприемач и научник, но со неформалното образование не може да станеш научник и да добиеш Нобелова награда за физика, пример. Затоа што во многу случаи, знаем, не во многу случаи, во сите случаи, оние кои се физичари или од природните науки, тие имаат потекло од големите универзитети. Како што порано е бил Нилс Бор од универзитетот во Копенхаген, потоа оди на постдокторски студии во Манчестер. Исто така Ајнштаин оди, мислам дека во Грац беше Никола Тесла, во Цирих така некако беше Ајнштаин и така да оние универзитети, големите универзитети или образованието
Универзитетите, високото образование представуваат места каде се збираат луѓето и една средина каде што луѓето разменуваат мислења, разменуваат идеи, работат во лаборатории, да речеме. Дека јас сум супер талент. Или Иван е супер талент. Ако ние не сме во образовна институција или во некоја високо образовна институција, ние немаме да имаме предуслови затоа што не поседуваме лаборатории за истото да го испитаме или да изведеме некој експеримент со што ќе дојде до некоја иновација нова или и така натаму. Значи, може да ги поделиме така. Оние кариери кои се интересираат од науката, мислам дека се концентрираат во универзитетите. Сите иновации се таму случуваат. Додека оние предприемништво има примери такви, но тие може да просперираат само надвор од универзитетите и ќе бидат многу помали компании. Сакам уште нешто да спомнам, докога сум овде, значи најголемите достигнувања и иновации сега моментално како компании, може да ги споменам Google и Facebook. Google е креација и проект на Стенфорд универзитетот од Америка, додека Facebook е од Харвард. Така да, тоа е тоа. Уред, ти благодарам многу кој тоа се од вашето излагање од тимот на негативците, оние кои што сметаат дека високото образование е предуслов за успешна кариера. Слушнавме интересни аргументи во стилот дека може високото образование не е пресудно за кариерата, но високото образование и универзитетите ги имаат сите алатки потребни за успешна кариера и за развој на една личност и едно општество во различни науки. Тоа беше магистар Боријан Ѓоргиев кој што ги спомна своите ставови. Овде може да направиме една сосема кратка пауза. Ви останете на 91 МГц и дебатираме на темата високото образование не е предуслов за успешна кариера. Радио дебата на УГД ФМ. Вклучи се. Два тима, една тема, многу аргументи. Подгответе ги и вашите. Дебатираме во Радио дебата на УГД ФМ. 91 МГц Универзитетско радио. Дебатираме на една многу интересна тема денеска. Високото образование не е предуслов за успешна кариера. Овде заедно со мене во студиото се во тимот на афирмативците Иван Кантарџиски и Маријана Ангелова кои што се студенти, а во тимот на негативците Боријан Ѓоргиев и Душан Миланов кои што доаѓаат од Центарот за кариера и алумни клуб при Универзитетот Гоце Делчев. Одиме на втората рунда излагања. Наред се тимот на афирмативците Маријана Ангелова, единствената дама овде во студиото на Универзитетското радио. Таа го застапува ставот дека високото образование не е предуслов за успешна кариера. Маријана, повели со твоите 5 минути. Значи вака, во мојот говор најпрво би сакала да продлабочам оваа дебата на она колку високото образование во Република Македонија нуди успешна кариера на студентите во Република Македонија, настрана од она што досега беше кажано и дека има бројни примери на успешни кариери или успешни студенти надвор од Македонија и на големите универзитети. Зошто во Македонија, барем ние сметаме дека високото образование не нуди успешна кариера е затоа што високото образование не е синхронизирано со пазарот на трудот. Односно, тоа значи дека високообразовните институции нудат образовни програми во сфери во кои што пазарот на трудот веќе има премногу кадри. Поради тие причини сметаме дека имаме огромен број на студенти кои завршуваат факултети но немаат кариери или немаат најдено работа, или од друга страна завршуваат еден факултет, а понатаму својата кариера си ја продолжуваат во комплетно различна насока. И тоа не само студенти од факултетите, односно од основното високо образование, туку и студенти магистри или доктори на науки или студенти кои што завршиле образование на големите универзитети надвор од Македонија и слично. Другата работа поради која ние сметаме дека високото образование не е клучно за успешна кариера е тоа што образовниот систем во нашата земја не нуди практична настава на студентите. Односно, студентите кои што најчесто би сакале да имаат успешна кариера, тоа би го правеле во приватниот сектор, каде што е потребно да имаме малку повеќе познавање од работата, отколку само формалното знаење кое што ќе го имаме за работата. Оно што се случува на нашите факултети е тоа што ние учиме материјали и учиме предмети за кои веројатно во пракса не можеме да ги искористиме воопшто. Затоа овде го споменавме и онлайн образованието со кое што да можеме да го надополниме нашето високо образование, но
и можеби ќе ни понуди повеќе знаење, но не е клучно дека ќе имаме успешна кариера по поминувањето на високото образование или на онлайн образованието. И како што веќе беше споменато во говорот на Боријан, дека кариера представува процес кој е поврзан со обуки и со високо образование, да би било така, но сметам дека високото образование, онакво како што е во нашата земја, не нуди многу успех на огромен број на студенти во нашата земја. Во ред, доколку тоа осети, благодарам за твоето излагање. Слушнавме интересни аргументи. Тоа беше Маријана Ангелова од тимот на афирмативците, односно оние кои што сметаат дека високото образование не е предуслов за успешна кариера. Маријана малку повеќе се задржа на високото образование во Македонија и колку тоа е синхронизирано со пазарот на труд во ова држава и дека според нивниот став во Македонија високо образованите луѓе во Македонија не се синхронизирани со пазарот на труд, односно не можат најдобро да се снајдат и покрај тоа што завршуваат високо образование. Наред од оваа втора рунда е од тимот на негативците Душан Миланов од Центарот за кариера и алумни клуб. И јас ве поканувам од тимот на афирмативците да побарате реплики доколку имате некои неискажани ставови, да го користите правото на реплика. Душан, повели со твоите 5 минути. Здраво, значи вака јас би се задржал на неколку точки. Значи она што би требало да се разликува е поставувањето на образовни цели и кариерни цели. Значи самите образовни цели се фокусираат на она што значи да се стекне дополнително знаење и многу повеќе знаење за одредена област. Додека самата кариера претпоставува дека имаме некоја желба за одредена работа или интерес, кој што ни бара одредени вештини, знаења, можеби сертификати, дипломи за да стигнеме до таму. Значи, ако се фокусираме на она како функционира една држава, може да забележиме дека во многу области на функционирање на државен апарат потребно да имате високо образование за да функционира. Значи, самиот државен апарат се потпира на луѓе кои што имаат високо образование, барем најмалку високо образование. Значи, тоа е еден од моите аргументи, би рекол. Дополнително би кажа вака, она што Иван го спомна во врска со онлайн образованието. Јас сепак би рекол дека тоа е сепак образование. Значи самиот збор кажува дека тоа е образование. Иако и самите сајтови кои што исполнете Курсера, Академика и слично нудат сертификати, кои што потоа, значи тоа е она веќе не формално образование, туку веќе е формализирано. Значи самите тие веќе ви нудат сертификат кој што ако сакате утре да работите, не знам, Microsoft, не знам, Google, Facebook, тие ќе ви го побараат сертификатот. Сепак ви имате одреден документ дека вие сте поминали низ одреден филтер и дека се стекнали одредени знаења и вештини. Она дека исто Иван она што го спомна дека откажувањето од образованието повлекува одредена детерминираност и упорност, тоа може да се каже дека е така, меѓутоа и дека не е така. А дека она дека високото образование купува време, само ќе ви спомнам дека е една поговорка, вика наставникот може да ви отвори вратата, меѓутоа мора да влезете сами. Тоа е на кинеска поговорка, значи некој може вас да ве подучи, а меѓутоа вие треба сами да сакате да научите нешто повеќе и сами да влезете и да направите нов чекор. Значи тоа високото образование дека купува време, тоа е на штета на самите личности. Тоа кој како тоа е лична детерминираност и лична одлука. На Маријана би додал онакав повеќе моето излагање е како некоја реплика, меѓутоа мора да се задржам на вашите моменти за да ги расчистиме прво тие работи. Дека конкретно мислам за високото образование во Македонија, мислам дека не е темата сега, темата на нас не е сосема друго, а тоа е дека високото образование е предуслов за успешна кариера. Темата не е овде, меѓутоа би додал например, доколку високото образование го гледаме чисто како процес истекнување на диплома, Македонија не е единствениот пазар на труд во светот. Значи јас ако имам македонска диплома од било кој универзитет, доколку ми е нострифицирана со сите тие како одат процедури, значи јас можам да барам работа и во Германија, и во Америка, и на Аляска. Се едно, како сакате, и на Антарктика. И она што Маријана го дополнително спомна, дека нашето високо образование не е синхронизирано со пазарот на трудот, па ја мислам дека никаде во светот не е. Значи секогаш високото образование
задоцнува со збореме за формализираното образование, секогаш касни зад пазарот на трудот. Токму заради тоа се роди оние онлайн курсеви, онлайн сајтови кои што нудат образование за луѓето самите да може да си го темпираат и времето и начинот на кој што ќе истекнуваат знаењата и вештините. Дополнително би додал дека високото образование не нуди практична работа, па јас само ќе ви кажам дека претходната година од универзитетот Гоце Делчев над 4000 студенти посетија практична настава. Значи тоа го работиме во Центарот за кариера. Не се сите студенти, меѓутоа тоа е огромна бројка, што сепак мислам дека треба да се почитува. А дополнително би додал дека Министерството за образование има и правилник за изведување на практична настава, кој што ги обврзува сите универзитети да им нудат на своите студенти практична настава. Друго што би додал на следно, не знам уште колку време, меѓутоа ќе се задржам само на кратко. Уште 1 до 2 минутки можда. Така. Значи најбарени занимања во Америка ова се, па ќе кажам од овие 50 што ги имам, повеќе од 40 бараат високо образование. Да не ги добројувам, значи тоа се лекари, заболекари, физиотерапевти, регистрирани сестри, менаџери, не знам, лиценцирани, хиропрактичари, во образованието, асистенти, професори и така натаму, сите тие бараат најмалку високо образование. Доколку го поведем во корелација во однос на тоа колку е платата, па тука ќе биде и уште полошо, мислам, колку имате повисоко образование, многу поверојатно да имате и повисока плата. Доколку погледате од 2012 година, тоа е било од индустријска психологија па натака, значи ако основното е мастер да имате, магистриски студии, па натака експоненцијално се зголемува можноста за заработка. Доколку целта во животот ви е да заработувате пари, што некои луѓе тоа го поистоветуваат со успех. Накратко тоа би го додал натака. Уред. Ти благодарам за излагањето, наистина интересни аргументи, се надам дека ќе испровоцираат говорот спротивниот тим. Завршивме со овој втор дел од излагање, односно ги слушнавме сите излагања и на афирмативците и на негативците. Следуваат завршните говори кои што траат релативно, односно значително пократко, траат 3 минути. Ќе имаат сите своји 3 минути за да ги изложат своите завршни говори. Овде правиме уште една сосема кратка пауза. Останете на 91 МГц и дебатираме на тема високото образование не е предуслов за успешна кариера. Радио дебата на УГД ФМ. Вклучи се. Два тима, една тема, многу аргументи. Подгответе ги и вашите. Дебатираме во Радио дебата на УГД ФМ. Универзитетско радио 91 МГц, ова е Радио дебата на УГД ФМ. Високото образование не е предуслов за успешна кариера, е тезата, темата која што ја дебатираме во студиото на УГД ФМ. Свои завршни говори ќе имаат и од тимот на афирмативците и од тимот на негативците. Завршните говори траат по 3 минути. Прв почнува тимот на афирмативците Иван Кантарџиски. Иван, повели. За крај, сосема кратко, двете страни всушност индицираат на различен заклучок кој е подеднакво можен. Значи, ова може да потикне многу во луѓето што ќе слушаат, се надевам што е можда повеќе, но не е веројатно, секако дека може да ве инспирира да не одите на универзитет за да бидете успешни, ако вашата успешност ја мерите во таа сфера каде што сакате да бидете успешни, значи ако не е потребно, бидејќи со душен се согласувам сосема дека пример за во државниот апарат, односно во бирократските сфери, ако сакате вие да управувате на сектор, пример за јавни приходи, да работите во УЈП како раководител или како дел од статистика, вие мора да имате високо образование, тоа е предодредено. Но ако имате друга замисла, или ако не вие замислата дека мора да заработувате многу пари, бидејќи да, иако високото образование корелира со повисоки заработки, не е нужно дека тие повисоки заработки гарантираат одлични кариери. Може и да е спротивно, може и да се преценува дека некој од Харвард што заработува $250,000 годишно, може да има толку многу успешна кариера, бидејќи често се случува дека и тие имиња на тие огромни универзитети
создаваат илузија дека таму нешто многу различно се работи, кога всушност многу од луѓето кои влегле со успешни кариери како предприемачи научиле многу, тоест создале примери од кои учат овие луѓе на Харвард. Размислите во тоа како аналогија, бидејќи пример сите примери кои Игор ги уште спомна во најавата, тоа се луѓе кои не завршиле на тие факултети, не завршиле своето високо образование, креирале огромни бизнеси, подоцна се случило сите тие нивни професори кои не овие студенти кои не поминале кај нив, кои креирале овие бизнеси, нивните професори да учат за како тие водат бизнис од нивните студенти, бивши студенти кои не дипломирале, што значи дека пак работата може да се гледа од многу различни агли за тоа што е успешно и што е важно. За онлайн образованието најголемиот конфликт е дали е образование, дали е високо, не баш, бидејќи сметам дека не може да се смета апсолутно како високо, може да се смета како неформално, дали е додаток ние го спомнавме бидејќи интересен развиток во досегашната дискусија, мислам не во оваа дебата, туку општо гледано со години наназад. Ова е нов момент кој може да замисли луѓе што се работи, како се работи, дали може да се работи различно. Тоа моите 3 минути скоро и да минаат, други по-конкретни точки. Фала, Игор. Други по-конкретни точки немам, освен да кажам дека секој што знае што би работил и знае што е за него успех, може да го постигне со и без високо образование. Во ред, те благодарам на излагањето. Тоа беше завршното излагање на Иван Кантарџиски, кој што е во тимот на афирмативците. Борен Ѓоргиев е наред со своите 3 минути и своето завршно излагање, кое што би требало да биде во насока зошто високото образование е предуслов за успешна кариера. Повели. Јас кажав дека нема да бидеме ригидни ставови околу оваа тема и сакам да кажам дека Маријана одлична тема на разговор отвори кога спомна синхронизацијата на оно образование со пазарот на трудот. Можам да кажам дека ни едно образование, ни еден универзитет во светот не е синхронизиран по програмите со пазарот на трудот и мислам дека никогаш нема да биде. Дури самиот пазар на трудот, тоест компаниите не знаат и не можат да антиципираат каков ќе биде пазарот на трудот и што ќе биде после неколку години. Така да на универзитетите, на самите универзитети не е клучно да ги синхронизираме програмите според моменталните потреби на компаниите, да речеме за економски факултет на Стопанска банка, на комерцијална, да речеме во Македонија, не е да ги синхронизираме програмите, туку да ги научиме оние студенти кои се кај нас да размислуваат аналитички, комплексно и да се снајдат во која и да било работа средина. Заради тоа што ние не знаеме каков ќе биде пазарот на трудот и што ќе се очекува од нашите студенти после 5, 10 или 15 години. Така да, во однос на тоа, синхронизацијата можем да кажем дека во светот е тоа голем проблем. И затоа се наоѓа во универзитетот Гоце Делчев пред неколку години ја организиравме првата работилница за креативност и иновација. Сега пред неколку месеци имаше уште една работилница, така се стремиме кон такви обуки и такви семинари да ја дадеме некакво знаење, тоест да поттикнеме креативност и иновација кај студентите. Друго што сакам да кажам, како завршен говор, имаше некоја дефиниција, не знам која кажа, велат, образование е она што останува од кога ќе забравиме се што сме учили на факултет. Значи, самото образование ни остава белег во она како размислуваме, што правиме и како се однесуваме во животот. Или уште нешто во мојата докторска тема е за менеджмент на образование и менеджмент на знаење, така да имаше водеден менеджер на знаење што кажа нешто како шега, значи си биле двајца менеджери и еден рекол добро ќе ги образуваме нашите, ќе ги пратиме до образба нашите вработени и другиот му рекол добро ако ги пратиме на дообразба или до обука нашите вработени, што ако потоа ни избегаат од компанијата, и тој рекол што ако не ги пратиме останат. Така да образованието е пресудно за наградење на кариера и да ги мотивираме, тоест да компаниите да одат напред со нивните иновации, креативност, да се порат на пазарот со оригинални идеи и така натаму. Целото ова околу образованието, формално или неформално, или дали е пресудно или е предуслов за градење на кариера, јас мислам дека треба да се најде еден баланс.
да го имаме образованието како верифицирана форма, т.е. диплома на нашето знание дека сме изучувале некој материјал аналитично и комплексно дека сме изучили материјата, но сепак да посветиме големо внимание на она неформално образование кое може да го стекнеме сега од отворен светот преку интернет, значи Иван како што спомна Курсера, јас како спомнам Академикарт, каде што може да добиеме многу дополнителни знаења. Значи една комбинација од двете, од формалното и неформалното образование е одличен момент за секој човек, млад човек и студент. Те благодарам за твоето завршно излагање. Тоа беше магистар Боријан Ѓоргиев, кој што ја застапува тезата дека високото образование на некој начин е предуслов за успешна кариера. Завршен говор ќе има и Маријана Ангелова, своите 3 минути за да каже зошто високото образование не е предуслов за успешна кариера. Маријана, повели се твоите 3 минути. Океј. Според оно што веќе беше кажано во оваа дебата, да, можам да се сложам дека и сите да дојдеме до исти заклучок дека образованието е доста значаен дел од постигнувањето на успешна кариера. Но дали високото образование е баш она клучната ствар која што им понудува на сите студенти успешна кариера, не би рекла баш поради причините што ги набројавме во оваа дебата, односно дека за студентите постојат и други алтернативни решенија за стекнување на образованието, како што се онлайн образованието кои веќе беа спомнати, бидејќи постои инфлација на универзитетите, бидејќи високото образование, како што веќе кажавме, секаде во светот не е синхронизирано со пазарот на трудот, што ги намалува можностите на студентите да постигнат успешна кариера или да потрошат 4 години на нешто што би знаеле дека ќе им биде успешно понатаму во животот. И бидејќи студентите во Македонија, па и во многу други земји надвор од Македонија, немаат практична настава, а практичната настава е она која што се бара на пазарот на трудот, односно што работодавците го бараат од нас со цел да ние напредуваме во нашите кариери. Те благодарам за твоето излагање, релативно по-кратко, но се надевам дека тоа беа твоите аргументи и завршни зборови. Тимот на афирмативците, односно на негативците од Душан Миланов ќе има свој завршен и последен говор во оваа радио дебата. Душан, повели со твоите 3 минути. Иван Катарджиски и Маријана допре една тема, што е многу битна според мене, а тоа е поставувањето на цели. Значи, оно што не може да зборуваме за кариера, доколку не знаем што сакаме. Тоа е исто како мало дете кој ќе го прашаш што сакаш да порадиш на космонаут. Сега ние можеме да си раскажуваме приказки кој сака да биде космонаут, кој сака да биде пилот, меѓутоа реалноста е таа каде што во Македонија реално многу мал број на луѓе знаат што сакат да бидат кога ќе пораснат. Значи сите живееме во некои сонови, сите одиме на факултет заради тоа што и моите другари одат на факултет. Не е битно тоа. Значи поентата ми беше дека клучно во целата приказка е поставувањето на цели, определување тоа што сакаме да бидеме. Ако сакаме да бидеме космонаут, најверојатно ќе дознаеме што се ни е потребно за да бидеме космонаут. Дали треба да завршам факултет по астрономија, дали треба да завршам, не знам, магистарски по физика и така натаму. Меѓутоа клучното е доколку знаете што сакате да бидете и си поставите цел дека тоа сакате да бидете, треба да ги истражите сите можности, сите опции и сите предуслови за да стигнете до таа цел. Тоа би го накратко додал, значи тоа мора да се фокусираме на тоа, а тука во Македонија сме многу слаби. Заради тоа што едноставно целото образование е поставено така како што е и целиот пазар на труд е таков како што е. Меѓутоа таа разлика може да се намали само со насочено кариерно советување или правилен избор на кариера. Значи да го работиш тоа што го сакаш, а не тоа што се нуди на пазарот или тоа што мислиме дека сакаме да го правиме. Ти благодарам за твоето излагање, се надам дека вие во Центарот за кариера правилно ги насочувате студентите во однос на својата кариера. Доколку имаш уште нешто да додадеш, имаш уште време. Да, можам да додам само уште една изрека од Джек Фелч од General Electric, вика доколку немате компетитивна предност, воопшто не се надпреварувате. Така во оваа ситуација тоа би значило, ако треба вие да бидете нешто успешен човек во животот на одредена позиција, ако не го поседувате тоа што е потребно, нема ни потреба воопшто се обидувате. Така, ти благодарам за излагањето. Се надевам дека тоа беше се
кој што сакавте да го изложите во оваа радио дебата. Од сите кои што учествувате, ви благодарам за ова учество во ова издание на радио дебата. Вас слушателите ви благодарам на вниманието и што не следевте. Дебатиравме на тема високото образование не е предуслов за успешна кариера. Ќе ве повикам вас слушателите да ги оставате вашите коментари на facebook.com/ugada.fm или на twitter.com/ugada.fm. Видео изданието од оваа радио дебата можете да го најдете на youtube.com/ugada-штип. Ве поздравувам и посакувам пријатни и убави моменти со Универзитетското радио. Слушајте радио дебата секој вторник и недела во 19 часот.